сериозна тема. Премногу сериозна тема за да имаме несериозен пристап. Јас сум шокиран. Не сметам дека амандманот е несериозен. Напротив. Ниту пак сметам дека сум бил изманипулиран јас, професорката Давкова, Велика или другите колешки што се подпишани сите, овдека имаме 20. Нема од дуи ниту еден подпишан, но шокот е, да, имаме во коалицијата, а сега да добиеме став дека вакви, ќе цитирам, треба да престане оваа мерка и помагање. За Скопје или било каде. Јас говорам, колега, за 3000 жртви Македонија што ги дава годишно за загаден воздух. Јас говорам за престолнината на смогот, каде што повторно сомнуваме за Резил пред цела европска јавност како најзагаден град. И вие велите дека не треба ништо да превземеме. Дека тоа било погрешно. Ја не можам да разберам. А во исто време па министерот вели дека имало ставка од каде што све ќе било покриено. Сега за мене се љутите што се ставиле како приоритет да заеднички со невладините организации да веруваме дека ова се приоритети на кои што треба да се постапи, каде што ќе имаме резултати за најскоро време, или за она нејасното на министерот каде што вели имаме ние 25 милиона и не знаеме кај ќе ги потрошиме. И што најверојатно, како и секоја година, на крајот од годината ќе бидат пренасочени во непродуктивни трошоци. Па видите репрезентацијата колку е. Да, се сложувам. Дали требало, кажав уште на вториот амандман, дали требаше ова преходно? Требаше. Дали ќе биде полезно? Ќе биде. Дали ќе видат бенефициите граѓани? Ќе видат. Дали ќе биде како мерка која што ќе послужи како позитивен чекор по постапување по препорака на извештајот на Европската комисија? Да, ќе користи. Следната година нема да имате нули и единици на извештајот на Европската комисија, можеби ќе имате двојка. Токму со прифаќањето на овие неколку амандмани во делот на животна средина. Дали заостануваме? Заостануваме. Дали регионалните депонии се обврска на општините? Не се, бидејќи се дел од државната стратегија. Се разбира дека општините се што можеме да помогнеме и јас и сите подписници на овој амандман што го поддржуваме, заеднички од коалицијата на ВМРО ДПМН, ќе направиме се што можеме во таа насока, да ќе направиме. Но од друга страна вие треба да направите барем еден мал гест да може да се направат предуслови да се направи еден чекор во правилна насока. Конечно во правилна насока. Ја не можам да сватам како можете да настапите со ваков став. Или едноставно можеби овој настап не ваш личен. Можеби преку вашиот настап се докажа пред целата јавност или се мерието на власта. Полни усти Европска унија, полни усти животна средина, на дело имаме нарив, порив или став, воопшто денар да не се даде за животна средина, што и така и се случува во многу ставки од буџетот. Што истото се случи неколку години назад. Пак ќе ја спомнам зелената програма. 900 милиона, 800 милиона, овој ќе ја спроведе, она министерство ќе ја спроведе, на крај на пратеничко прашање кај министерката Шукова, ме вика писмено ќе ви одговорам. Токму беше за неколку мерки што ќе се направат во однос за заштитата на животна средина и потребата од спроведување на законот што они се надлежни да го спроведат. И ќе видиме дали ќе добиеме писмено воопшто. Мислам дека изборите и поразот и казната за вакви, не знам, непринципиелни политики ќе дојдат многу побрзо отколку писмениот одговор на министерката. Благодарам. Повторна реплика, господинот Бајрам Кадрија.